Електромагнетите се многу корисни. Тие може да ги прават истите работи како и обичните магнети и освен тоа може да се вклучат и исклучат. Електромагнетите имаат широка примена, од преместување автомобили во отпад до ултрабрзи возови маглев. Возовите лебдат над шините под дејство на силен електромагнет, што го намалува триењето меѓу возот и шините. Електромагнетите имаат уште многу други примени. Кога тече струја низ жица, се создава кружно магнетно поле околу жицата. Јачината на магнетното поле се зголемува ако се доближиме до жицата, доколку се зголеми јачината на струјата, или ако се додаде јадро од материјал со магнетни својства, околу кое е намотана жица. Ваквата конструкција се нарекува соленоид. Магнетното поле околу права жица не е многу силно, а со намотување жица околу железно јадро се создава силен електромагнет. Ова се нарекува соленоид. Може да употребиме железно клинче за да направиме едноставен електромагнет. Јачината на магнетното поле на соленоидот може да се зголеми со зголемување на бројот на намотки или со зголемување на јачината на струјата. Видете како се зголемува јачината на електромагнетот со бројот на намотки. Колку повеќе намотки, толку е поголема јачината на електромагнетот, така што со него може да подигнете повеќе спојници. На графикот, на X оската е нанесен бројот на намотки. Како ќе изгледа графикот ако на X оската ја нанесеме јачината на струјата? Која ќе биде врската меѓу јачината на струјата и бројот на спојници? Стопирајте го видеото и размислете. Овие две величини исто така се зголемуваат истовремено. Кога се зголемува јачината на струјата, се зголемува и јачината на магнетното поле, така што електромагнетот подигнува повеќе спојници. Значи, електромагнетите се многу корисни и можеме да ги вклучиме и исклучиме, а исто така да ја контролираме и нивната јачина.